Да, благодарам. Значи, не знам сега, Лептенја почитувам заменик министерката, да беше некој друг представник на влада, ќе бев малце по директен и остар. Значи, немате подготовка, почитувана заменик министерке, заради тоа што ова населено место Јаболчиште се наоѓа во општина Чашка, не во општина Велес. Реков најголемо населено место во Велешко, не во општина Велес. Ова е населено место во Чашка. Вие читавте улици и села и населени места од општина Велес, не од општина Чашка. Значи и Сливник, и Црквино, и улица Благој Ѓорев, таа е главната улица во Велес, тоа е све во општина Велес. А Јаболчиште и Раштани, да. А Јаболчиште е во општина Чашка. Сега. Не, тоа зборува дека владата нема припрема за амандманите, по дефолт одбива или прифаќа. Што е суштински да се знае? Реков, од максимален почит спрема вас сум многу внимателен. Да беше друг представник на владата, малце поинаку ќе настапи. Што е суштински да се знае? Ова е огромно населено место, најголемо населено место на територија на старата општина Велес, ако сакате поточно, или сега најголемо населено место во Велешкиот регион. Таму живеат наши сограѓани албанци. Селото има, тука е колегата Агим, од таму потекнува над 1500-2000 жители, над 3000 жители, ја ме исправи точно, сум бил неколку пати. Тоа село до пред 5 години немаше пат. Или 6. До тоа село можеше да се стигне само со оние старине там комбиња или там камиони. Беше комплетно одсечено. Пред 5-6 години во подолга километража општина Чашка изгради асфалтен пат до тоа населено место и на тој начин им овозможи на граѓаните кои што живеат во тој регион многу полесна комуникација и со општината, но и со градот Велес. Заради здравствени, образовни и било какви други потреби. Рековме, тоа е огромно населено место и се наоѓа на горното течение на водотекот кој што го полди езерото Лисиче. Во меѓувреме, пред 5-6 години и се заврши па изградбата, пред 5-6, 2009, 10 години, се заврши изградбата на браната на хидросистемот Лисиче и почна да се полни езерото со вода. А селото Јаболчиште се наоѓа на горниот водотек кој што го полни езерото Лисиче. Целото загадување од селото, кој што е природно и нормално, не е ненормално секаде, доаѓа по тој водотек, мине одредена километража и се слива во езерото Лисиче. А езерото Лисиче се користи како извор на вода за пиење за градот Велес и за сите околни населени места. Потврдено е од Заводот за здравствена заштита во Велес повеќе години наназад, неколку години наназад, дека загадувањето кое што доаѓа по тој водотек носи ризици и опасност за загадување на целото езеро и за загадување на водата за пиење во градот. Владата очигледно не е ни информирана за ова, а веќе 3 години е власт. Јас таков впечаток градам врз база на вашиот одговор на амандманот. А за да биде поинтересна ситуацијата, господје заменик министар, вие не го одбивате прв пат овој амандман. Веќе неколку пати поред го одбивате истиот амандман. Поради тоа што јас неколку пати поред го поднесувам амандманот. И сега не знам како да се однесувам, односно да констатирам дека владата воопшто не е ни информирана за овој проблем. Ако била информирана, ќе пристапила сериозно. Заради тоа што навистина опасноста која што демне е голема.
Јас апелирам до колегите пратеници од Социјалдемократскиот сојуз кои што потекнуваат од тој регион, тука е колегата Аги Муртезани, кои што потекнуваат село Јаболчиште и живее во село Јаболчиште, кој што има право на глас на оваа комисија. И колегата господинот Панчи Иванов, кој што е од Велес, исто има право на глас на оваа комисија. Доколку тие двајца ја дадат својата поддршка, постои сериозна шанса да го поминеме амандманот и да биде изгласан. Пошто толку е разликата во соодносите. Ако се спремни тие двајца да гласат, јас ќе ги замолам колегите кои што се од опозиција да дојдат во сала за да обезбедиме доволен број на пратеници за да го изгласаме овој амандман. Повеќе од аспект дека јас навистина после реакцијата на заменик министерот за финансии добив впечаток дека владата апсолутно несериозно се однесува кон овој проблем, не е ни информиран. Ако била информирана во брифинг материјалите на заменик министерката, веројатно ќе стоеше како што стоело за некои други амандмани дека таму тоа ќе се обезбеди преку тие фондови, преку тие средства или таму се обезбедени тие пари. Тоа го спремаат службите во владата по нормален тек на информацијата. Во овој случај имаме комплетно промашување на информацијата која што ни ја даде заменик министерката. Еве, јас на некој начин ги повикувам двајцата колеги, ако тие се спремни да гласаат, а двајцата имаат право на глас, јас ќе го замолам мојот координатор Мицевски, тука е присутен, да ги повикаме колегите од опозиција, со тие два гласа ќе обезбедиме доволно гласови да се обезбедат пари за овој проблем. Благодарам. За реплика